И здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео, каде што денес ќе зборуваме на тема. Дали GTA 6 ќе биде добра игра и сите детали што ги знаеме за неа. Но пред да почнеме, немојте да заборавите да го лајкнете видеото, да субскрајбнете на каналот и да уклучите нотификации, за да не го пропуштите следното видео. Ќе почнем сега со цената на играта. Немаме потврдена цена, но се очекува дека играта ќе биде од прилика околу некаде $100. Но тоа е само со колекторска едиција. Но без неа може да биде и 70 и $90, но никој не може да знае. Сега ова не е потврдено, но многу луѓе ја очекуваат таа цена. Играта е очекувана да излезе на 26 мај 2026, односно 12 години после GTA 5. GTA 5 е една од најпродадените игри во светот. Па дали GTA 6 ќе го има истиот успех или дали ќе биде многу лоша игра? Па според мене GTA 6 е многу добра и реалистична игра. Но упс! Лошо вас што не може да ја играте, бидејќи играта ќе оди 2 FPS, освен ако не играте на минимални графики или го имате најјакиот PC во светот. Тоа е многу голем проблем, бидејќи не многу луѓе ќе можат да уживаат играта со такви перформанси. Секо тоа само јас го велам, не е тоа сигурно, но вака мислам. Нели сте ги виделе графиките, многу се јаки. Но тоа не се знае. Јас така мислам, бидејќи GTA 6 не изгледа како игра. Изгледа како филм направен во живо. Трейлерот е многу добар дизајниран и играта изгледа како голем хит. Но многу луѓе на Reddit мислат дека GTA 6 ќе биде како GTA 5. Мислам, повторно ќе контролираме некој карактер и ќе решаваме мисии и ќе собираме пари и ќе ограбуваме луѓе и ќе пукаме. Но јас со тоа не се согласувам воопшто. Не е добра поента, бидејќи истото може да се каже и за сите GTA игри. Си извинувам што звучам како да мислам дека GTA 6 е една добра игра, но можеби ќе биде, не се знае. Но тоа многу зависи и на цената, бидејќи ако играта е многу скапа, ќе ја купуваат само јутубери. Но ако е многу ефтина, Rockstar нема да си ги добијат парите, нема да си ги вратат. Но сега сигурно не знаеме. Некој друг корисник на Reddit каже дека GTA 6 нема да биде толку специјално, дека Red Dead 2 ќе биде поинтересна игра од GTA 6, дека играта ќе има 2 или 3 краја и помалку опции од GTA San Andreas. Јас мислам дека GTA 6 ќе биде подобро од Red Dead 2 и дека иако играта ќе има многу малку краја, тоа не е важно. Не е важно ако некоја игра има 500 краја, ако не е добра играта. Важно е играта да биде интересна и да има добри контроли. Но нешто лошо е дека е потврдено дека играта ќе излегува на PlayStation 5 и на Xbox Series X или S консоли и покасно на PC. Јас како PC играч со ова не се согласувам. Мислам, PC играчите нема да можат да уживаат играта, освен на YouTube. Според мене тоа е грешка, бидејќи многу од играчите кои сакаат да ја купат играта ќе имаат PC. Но и да немаш, веројатно играта повторно ќе има многу лаг. И ако фановите не ги натераат Rockstar да ја стават играта порано, таа ќе има многу гличови. Но еден корисник на Reddit кажа дека GTA 6 ќе има многу нови анимации, куки, згради, локации и многу други нешта. И јас се согласувам. GTA 6 ќе биде како GTA 5, во смислото дека повторно ќе контролираме лик, ќе правиме пари и ќе формираме приказна. Но многу луѓе не разбираат дека GTA 6 ќе биде пример за сите други 3D игри. Сите други 3D игри ќе бидат споредувани со неа. Тоа едноставно покажува колку е важна GTA 6 за иднината на гейминг. GTA 6 не е само игра, GTA 6 е култура. GTA 6 е една од најважните игри во историјата на гейм. Таа е како вистински живот.
и сите што имаат доволно пари што да платат, ќе може да уживаат на 1 FPS. Јеј! Играта е многу добро дизајнирана и мислам дека Rockstar имаат право да ја направат малку поскапа. Но тоа се уште не им помага, бидејќи тие ја направија GTA San Andreas само 2 години после GTA Vice City. А GTA San Andreas е се уште една од најдобрите игри во светот. Точка. Но тоа е тоа. Тоа само сакав да кажам. Па, да, тоа е тоа за ова видео. Знам дека ова беше малку пократко и се извинувам што мислев дека се многу добри Rockstar. Тие се направиле многу грешки во историјата и едноставно фактот дека нема да излезе за PC треба да е многу криминално. Има уште неколку нешта што се потврдени во црти, но не се потврдени баш. Не им верувам јас. Јас мислам дека треба да почекаме за GTA 6 да излезе и после тоа може да ја критикуваме играта и да кажеме подетално нашите мислења за играта. Играта се уште не е довршена и имаат уште една година за да ја направат добра. Па се надевам дека ќе успеат и дека нема да направат уште една катастрофална игра. Бидејќи тоа нема да им биде прв пат да направат катастрофална игра. Но тоа е тоа за ова видео. Се надевам дека уживавте во видеото. Но немојте да заборавите да ставите лайк, да субскрајбнете, да го лајкнете видеото, да ги уклучите нотификациите и за да не го пропуштите следното видео. Но тоа е за денес. Се надевам дека уживавте. Благодарам за 100 прегледи на претходното видео, околу 100 на 90. И се гледаме следен пат.